Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Великденските празници веќе помина, се надевам дека секој беше весел, радосен, а посебно најмладите наши слушатели. Ви посакувам и уште многу години вака да си дочекувате радосни и среќни денови. А ние вечерашнава наша емисија повторно ја започнуваме со една убава македонска песна. Мерак ми е да си мој, да ме љубат уси твој. Дај да те видам, со тебе да бидам, ноги да ти подарам. Се што имам земи ми, само љубов твоја дари ми.
И вечерва, драги дечиња, сме со вас, но вечерва има една некако чудна, но интересна приказна. Вели, Дадо не сака да спие. Ајде да чуеме што кажува во таа приказна. Даро не сака да спие. Колку ми се спие. Што ќе читаме вечерва, мамо? Вечерва ќе ја читаме приказната Даро не сака да спие. Во оазата на диносаурусите денот полека се ближеше кон својот крај. Сонцето зајде и небото се прелеваше во прекрасни портокалови и црвени нијанси. Тогаш родителите диносауруси почнаа да ги викаат своите малечки, кои играа на една ливада да дојдат дома. Време беше за вечера и потоа за спиење. И така еден по еден, сите мали диносауруси си тргнаа на кај дома. Замина и малиот трицератопс, и малиот стегосаурус, и принцезата Тирекс, дури и палавиот птеранодонко одлета во своето гнездо на највисокото дрво во оазата. Само Даро не сакаше да си оди дома, иако мораше да признае и тој беше веќе изморен. Не му беше ни седно што остана сам на ливадата. Сите си заминаа, па сега немаше со кого да се игра. Ке си играм сам, тврдоглаво помисли Даро и длабоко се продзевна. Во тој миг дојде неговата мајка, која како и секоја друга мајка милно го повика да појдат дома. За вечера имаше топла чорбичка од алоe и коријандер, а за десерт пудинг од манго, а потоа тука беше и мекото креветче. Но Даро не сакаше да си оди, нему му беше убаво тука, на ливадата. Ако му се приспие, ќе си легне на тревата и ќе си ги гледат звездите што трепка и месечината која полека пловеше по небото. Даро дури легна на тревата, но таа беше влажна и не беше многу пријатна за лежење, па мораше да стане. Веќе почна да се стемнува. Ајде, Даро, рече мајка му, да одиме дома да спиеме. Но Даро не сакаше ни да слушне, иако мораше да признае веќе му тежеа капаците и очите како да му се затвораа. Тогаш се појавија и ѕвездите, а и месечината се крена над оазата. Кога го видоа Даро, ѕвездите почнаа да шепотат, раскажувајќи за малиот диносаурус што не сакаше да спие. Да си одиме, Даро, повторно рече мајка му, стрплива како прастар диносаурус. Во мигот, кога Даро посака да каже не, дувна студено северно ветре. Даро се наежи. На ливадата веќе не беше толку пријатно за седење. Па, малку неволно, Даро тргна по мајка си на кај дома. Нема да спијам, си мислеше. Ке вечерам, а потоа ќе си играм со мојата камена топка. Иако мораше да признае, веќе беше премногу изморен за да игра со топка. На половина пат Даро застана. Тој виде една мала светулка како летка меѓу дрвјата, па реши да ја фати и да ја однесе дома. Потрча малку по неа, па застана. Мораше да признае, веќе му тежеа нозете, и опашката, и главата. Навистина, нему всушност многу му се спиеше. Но не го кажа тоа. Молчеше и одеше по патот. Беа блиску до дома, кога Даро повторно застана. Ги слушнаше пчињата во барата како крекаат, па посака да појде кај нив. Тргна, па се премисли. Веќе му студеше и сакаше да се пикне под дебелиот топол лист што го користеше како прекривка. Сакаше и да ја стави главата на својата мека перница од мов. Речи си, пред да втасаа дома, Даро седна на тревата. Не сакаше веќе да оди никаде. Не сакаше ништо. Всушност, беше толку изморен што не можеше да размислува како што треба. Тогаш неговата мајка му рече: Даро, тебе многу ти се спие, нели? Не,
одговори Даро, иако мораше да признае, да, нему многу му се спиеше. Даро, рече мајка му, дали сакаш да те кренам и да те однесам во креветот? Даро молчеше. Веќе беше толку изморен, што не можеше да одговори. Во еден миг, само го крена неговиот сонлив поглед кон мајка си и прошепоти едно «да». И така Даро призна дека му се спие, а неговата мајка го крена на грбот и го однесе дома, во неговото убаво кревече од мов под големата врба. Даро ја спушти главата на перницата, а мајка му го покри со големиот, дебел, топол, мек лист. Еве вака. Тој дури не успеа ни да вечера, толку многу му се спиеше. А кога заспа, сонуваше илјадници светулки како летаат околу него, длабоко во тивката заспана оаза. Биби заспа, а и мене ми се приспа. Добра ноќ, Биби. Добра ноќ, деца. Ете, навистина убава македонска приказна со Даро не сака да спие. А сега што посакувам, како и самата тетка Ана. Денес е Великденомајка, а јас исто ви посакувам да имате убава ноќ, односно убав сон, лесен сон, за утре со ново утро, со нова радост. Добра ноќ, драги дечиња, со песничка за Великден. Кажи ми, мамо, Великден што е? Кажи ми, мамо, празник за кој? Кажи ми, мамо, Великден што е? Кажи ми, мамо, празник за кој?
Помогнете ја радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки и слично да продолжи да се емитува и понатаму, а и да биде дел од вас, почитувани слушатели. Емисијата на Глас од Македонија, што е во недела на радио, можете да ја слушате и на YouTube, ако отворите на Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscribe. Со тоа ја помагате и самата радиопрограма, а истовремено е и бесплатно. Фирмата Недан Тим Real Estate, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така, докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Затоа, за реновирање, лисинг, купување или продавање на неподвижен имот, препуштете го тоа на Недан Тимот, телефонирајте уште денес до Васко Недановски на 647-333-9628 или 905-877-8262. Дали сакате да купите ауто, да лисате од марката на Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел? Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски со телефон 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран из целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за поволна цена сервис што ви го нуди нашиот сонародник Васил Кајчевски. Доволно е да го завртите телефонот 416-725-6335 и побарајте го Васил Кајчевски.
Продолжуваме со познатата Струга. Поради различната етничка структура на градот во Струга, најзначајни и најраспространети се двете конфесии – православието и исламот. Во Струга постојат и 5 цркви, и тоа црквата Свети Ѓорѓи. Црквата посветена на великомаченикот Свети Ѓорѓија во Струга е единствена соборна црква во градот. Се наоѓа на западниот, некогаш христијански дел на градот, а сега во неговото централно градско подрачје. Низиниот патронен празник е вториот ден од Ѓурѓовден и таа е најстарото литургиско седиште во градот во кое редовно се одржува црковна богослужба. Црквата импонира со својата големина, која доаѓа до израз во низината внатрешност, а особено со својата акустичност. Најстаро познато сликарско дело е иконата Свети Ѓорѓија, која датира од 1267 година од истоимената црква. Иконата Свети Ѓорѓија го представува патронот на угледната струшка црква во цел раст, насликан фронтално со меч и копје во рацете. На 6, односно 7 мај, кога е Ѓурѓовден, се одржува ордија во црквата Свети Ѓорѓија во чест на патронот на црквата како еден од многобројните обичаи во градот. И останало уште од времења на 19 јануари водици, секоја година да се осветуваат водите на реката Црн Дрим со традиционалното фрлање на крстот, на кое присуствува целото население и представува празник на градот. Црквата пак Свети Никола Дримени се наоѓа на левата страна на реката Црн Дрим. При зидањето на црквата се откриени темелите на старата црква, но не се зачувани податоците за низината форма. Низиниот патронен празник е 19 декември, кога редовно се изведува црковна богослужба. Се предпоставува дека првата црква, Свети Никола Дримени, била изградена во Стара Струга, која ја покажуваат 15 минути одење југозападно од денешниот крај на езерото, каде што постоел некаков вид на параклис. Се смета дека стариот град се викал Дримени и дека бил голем град со 16.000 куќи и 24 цркви со плоштад и палати на столбови. Навистина, и денес, кога е бистро езерото, можат во него да се видат калдрми и ѕидови. Од ова населба се предпоставува дека дошло името на црквата Свети Никола Дримени. Црквата пак Свети Жени Миросници. Ова црква е најнова во Струга и се наоѓа на градските гробишта. Осветена е на 2 септември 2007 година. Исто така има и црква Света Петка и црква Свети Димитри. Од исламската култура посебно се издвојува Хелвети Теќе. Хелвети Теќе се наоѓа во близина на центарот на Струга и е изградено на почетокот на 18 век од Хасан Баба. 5 соби кои ја образуваат буквата Т содржат соба за молење во која има минаре и балкон, соба за кафе, летна соба и соба за прием. Минарето има 8-ребрест облик која покажува шаховската круна, а во исто време ги символизира 8 врати на рајот. Ова теќе е местото каде припадниците на исламската вероисповест се собираат да ги прослават своите верски празници Рамазан Бајрам и Курбан Бајрам. Друг важен исламска градба е Амам од Мустафа Челеби, кој се наоѓа во близина на средиштето на градот. Ината наша емисија ќе биде посветена на културата и уметноста во градот Струга. Donna mille
dva doktora. Prvi doktor veleše, pite to ke umri. Prvi doktor veleše, pite to ke umri. Vtori doktor veleše, už ne se znaje. Vtori doktor veleše, už ne se znaje. Koga razbral Rafail, sami ako presreće. Koga razbral Rafail, sami ako presreće. Sami ako presreće, pomelo srce. Sami ako presreće, pomelo srce. Ente go Rafail krajine, sotopa naravno. Ente go Rafail krajine, sotopa naravno. Sotopa naravno, so se ti radi. Sotopa naravno, so se ti radi. Sada lo vidi vitego, vitego velego. Sada lo vidi vitego, vitego velego. Zašto bolno leži, otpusti me raci. Zašto bolno leži, otpusti me raci. Пред да одиме со крајот на нашата вечерашна емисија, кликнете на subscribe. Со тоа ја поддржувате и радиопрограмата Глас од Македонија.
sonce zajde među dve dva belića do rana ne mori, ajde počagori. Bolno zapće srmaj, Liona ne mori, ajde ja bolelo. Zapće Последните минути од вечерашнава наша емисија ќе ги посветиме повторно на поезија, но не со песна од мојата поезија, меѓутоа со песна посветена по повод празникот Великден од нашиот сонародник Алдо Климан, кој студираше книжевност при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Песната носи наслов Великден. Кој го фрли каменот со црна закана што падна на мојот чардак? Кој ми ја напиша по раката злоеста и темна? Кој ме види тогаш со погрешни очи заблудени и кој не разбра што сум и во која нежна градина никнав? Знам, тешко се голтат залаците на гревот сторен без причина. Знам, тешка е таа твоја вечера, што не можеш да ја одбегнеш. Знам, матно е виното неосветено, скоравено на твоите усни немушти,
Знам, тешки со ништата, што ги разлетува мракот непотрошлив. Но еве ме, тука сум. Јас истиот, на истиот оној чардак. Го кренав каменот, ја видов пораката и разбрав, не сум сам. Од другата матна страна на огледалото ме гледаш ти, што ги собираш ронките од последната вечера. Господи, крени ме уште повисоко, каменот да не може да дофрли, пораката да не може да заболи. Тоа беше песната Велик ден од нашиот сонародник Алдо Климан, кој сега живее во Хрватска, во градот Пула. Благодарност за неговата песна. Did you know that the Voice of Macedonia has been producing its radio show for 53 years and is the longest running radio program in the diaspora? And now we have extended our programming to reach listeners all around the world so that everyone everywhere can enjoy our curated programs on YouTube. Hit like, share, and subscribe, and leave us a comment. Се наближуваат и последните минути и од ова наше петочно издание на Глас од Македонија. Се надевам дека и овој пат се разонодувавте со песната и зборот македонски. Благодарејќи ви за вашето ценето внимание, слушајте не в недела од 6 часот навечер на брановата должина 101.3 FM, како и идниот петок од 8 часот навечер на YouTube. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатен викенд.